Добро вечер, почитувани гледачи, во продолжение минути за вестите од културата. 17, дебитантскиот игран филм на режисерката Косара Митик ќе се надпреварува за награда на меѓународниот филмски фестивал во Берлин, еден од најпрестижните филмски фестивали. Филмот раскажува вистинска приказна и отвара прашања што обично се чуваат зад затворена врата. Не затоа што се ретки, туку затоа што се многу непријатни, вели режисерката Митик. Македонскиот игран филм 17, дебитантското дело на режисерката Косара Митик, ќе се надпреварува за награда на меѓународниот филмски фестивал во Берлин, еден од најпрестижните филмски фестивали на светско ниво. Филмот е дел од селекцијата Перспективи, која опфаќа исклучителни филмски таленти широм светот кои дебитираат на интернационалната филмска фестивалска сцена. Сценариото за 17 е инспирирано од настан од реалниот живот. Режисерката Митик вели дека филмот раскажува еден брутален реализам, отвора прашања што обично се чуваат зад затворени врати, не затоа што се ретки, туку затоа што се многу непријатни. Филмот имаме млади две тинејџерки кои што поминуваат низ многу трауматични искуства. Значи поминуваат трауми кои што на некој начин го менуваат животот. И секако тишината, мислам дека која што е околу нив е најбрутална и најнасилна на некој начин. Така да воглавно тоа беше главната инспирација и мотивација да тргнам и да се нурнам во темата. Продукцијата на филмот започна во април 2024 година. Снимањето беше реализирано во Скопје и во Битола, но и на други локации низ државата. Ангажиравме после Огнен Свиличич. Има, мислам дека одлична соработка со Косара и дојдовме до нешто што тројцата бевме супер задоволни и после беговме во реализација. Значи, ова е филм кој што не ги затвара проблемите, туку ги отвара проблемите. Ние сакаме да покажеме како живееме, односно дека секојдневно сите ние премолчуваме некакви работи што се случуваат. За домашната кинематографија, учеството на македонски филм во ваква светски анимирана селекција значи потврда дека нашата земја продолжува да биде расадник на филмски таленти, кои ја обликуваат модерната македонска кинематографија и ја промовираат Македонија надвор од границите на земјата на светско ниво. Филмот е продуциран од Црна мачка продукција, во копродукција со Арти Попкорн од Србија и Децембер од Словенија. Во галеријата МКЦ во Скопје е отворена изложбата на Дарко Христов Тага 13, која ја разгледува сликата како резултат на континуиран процес на работа. Во рамки на изложбата се застапени различни пристапи, од поинтензивни слоевити композиции до поедноставни и фрагментирани решенија. Изложбата ќе биде отворена до 5 февруари. 2026 почнуваме со нова сезона на циклус на изложби со Дарко Христов и неговата актуелна изложба Трага 13. Можам да се пофалам дека прошлата година остваривме околу 23-4 изложби, кои самостојни, кои групни, кои некои мали биеналења, професори и студенти. Оваа конкретно изложба ќе трае до 5 февруари, така да од 10 часот до 16 часот, да кажеме, можат и понатаму, ако сакаат, ако е некој заинтересиран, не е проблем, да дојдат, да ја посетат и да ја видат. Да го видат опусот на Дарко Христов, кој е млад уметник и воедно ова е негова прва самостојна изложба, каде што, ете така, сака убаво да се прикажи и сака да го види што повеќе публика. Јас се појавувам и како куратор на неговата изложба. Он сака да остави трага. Бројот 13, тоа е некоја тајна зашто 13, секако може да го асоцираме, но сепак секој пристап на четката врз платното, јагленот, пастелот, молиот, било што остава некоја трага од авторот, дали е уметник, дали не. Значи, ние генерално оставаме траги со секое нанесување на било каков потек или гест врз некој објект, дали е камен, хартија, платно или било што. Техниката тука генерално му е акрил врз платно, има и акрил врз хартија, нешто има комбинирана техника, принт со дигитален принт со наноси на одредени бои,
така да повеќе комбинации има на оваа изложба. Институтот ФЕМС ја представува својата февруарска концертна сесија во камерната сала на Македонската филхармонија, со 2 концертни вечери кои отсликуваат разновидноста и професионалниот фокус на своите оркестарски едукативни програми. На сцената ќе настапат 30 внимателно селектирани млади европски музичари како кулминација на интензивна повеќедневна работа со меѓународни ментори. Првиот концерт под уметничко водство на Даниел Роланд, реномиран холандски виолинист и професор на Кралскиот коледж за музика во Лондон. Вториот концерт пак е предводен од диригентот Тим Редмонд и джез тапанарот Даглас Маринер. Институтот ФЕМС е европска оркестарска едукативна платформа која нуди интензивни програми што ја интегрираат оркестарската обука со практично искуство во снимање и сценска изведба. Поддржан од Европската Унија, како и од Министерството за култура и туризам, институтот обединува млади музичари и меѓународни ментори околу широк репертоар, од класични и современи дела до джез и хибридни музички форми. Тука е крајот на ова издание на Вестите од културата. Се надевам го задржавме вашето внимание. Ви благодарам што бевте со нас и секако останете во добро расположение со програмата на телевизија Алфа.